Намираме се пред входа на најголемото босилеградско село. Од тук нататък в продолжение на 2 километра са лоцирани къщите на Рајчи Ловчани и на онези които са од древни времена тук, както и на мнозина пришелци од почти всички босилеградски села. Според последното пребројаване на населението од 2011 година, това село набројава 1804 жители. На првото следвоено пребројаване, през далечната 1948 година, тук се обитавали едвам 430 души. Намираме се на селскиот мегдан в село Рајчиловци. Од тук нататък продолжава шосето към гранично-пропусквателниот пункт Рибарци, а одјасно е пътја към махала Лалош. Ето ни в махала Лалош. Тя е поместена в една дълбочина, од всички страни обградена с баири. И именно тук сме се запътили за да забележим с окото на камерата как живеят нашите съседи от ромски происход. Трябва да се изтъкне, че в Лаош е и числено най-голямата групировка на ромите в нашата община. Тази ромска махала е на само 2 км од Босилеград. Од видјаното, забележено с камерата ни, по всичко личи, че тя е најголямото гето в тази част на Србија. Тук няма канализација, пристапен път, депонија за смет и има само 2 външни чешми с питејна вода. Склопените каштурки, в които обитават хората, почти без изключение са в процес на рухване. Разбира се, от тях няма елементарни условия за живот, а работноспособните са без постоянна работа. Често гладуват, а болестите и здравните епидемии обележават живота на тукашните роми. Обаче, тук ще чуете противоположни изказвания на хората. Ето как. Вие тук ли сте в тази махала Лалош? Да. Кажете, как живеете тук? Имате ли проблеми? Какви са те? Па, проблеми са големи, немаме нешто. Само да таа треба донета се направи и пута, иначе мака проблеми нема. Имате ли канализација? Има канализација. А кажете, од какво најмногу се препитавате? Имате ли постојана работа? Па, работа слабо, те жените што метат во путот. Да, обаче те са времено Да. на такава работа и с това не им се решава проблема. Па не, али и тех, значи нешто, значи колку толку им. А, Најпроблемот е тоа да се направи, значи пут, долината на кај е добро. имате ли питејна вода? Има. Във всички къщи ли е тия въведена? Добре. Колко общо има жители в вашата махала? Па многу има, не знам баш, али многу има. Се деца, значи многу има. Има ли на 200? Па тука се на 180 има сигурно. Как се казвахте? Јас се казвам Ацо Григор. Благодаря. Добър ден! Добър ден. Вие сте тук в махала Лалош. Да. Кажете как се тук живее, има ли някои сериозни проблеми, какво ви най-много измъчва? Ние си многу убаво живееме, какво да ти кажам. Работиме си, имаме си услови. Конкретно, вие къде работите? Ние си работиме по оваа градска чистота, али за мене е баш доволно, постизам си све. А на колко време работите в тая акция? Нема претиндос. Нема, сега сме работиле цело зиме и цело лето. Плащат ли ви колко пари? 12.000, али редовно си човек плаща. Значи нема изостатък, ништа. А заплащат ли ви доприносите за пензионно здравство? Па това, че си ние видиме, али ја мислим да иде това осигурање таму. Добре. Така ни рекова и мислим да е тоа така. Вие какво ще кажете? Ја исто казуем дека многу убаво живееме. Ага си, ја не могу ни тоа. Еве долина се прави, почело е да се прави долината, пошто не се това варедното стање што беше и овова. И еве го прави се, почело да се прави, значи немаме потреба да думаме нешто кое не е потребно да се дума. И това е све од мене.
Ја не знам он услугу е, дали уз младете, дали услугу е. Вие какво ще кажете? Ја кажувам дека преседникот за 15 години ништа не е направил овде. А какво очаквате тој да направи? Ништа. И ништа не очаквам, jer не може он тоа да направи, jer neće da го направи. Дојде, обеча и ништа не Извинявам се, направи. ја против не сум, значи никого. Прошли пут тишата однесе путо. Оти некој друг не дојде путо да посипе, еве слободно слика ќе се види. Тај шодер го е владе пратил. Ништа не е направил. Немојте човече. Жени е запослил Немојте. метли за 12.000. Социјално Заплащали им се пенсионо, здравствено. одбиват им тоа, им немат ништа ни ден радни стаж. Кога окончателно ще получите канализација? Има ли надежда? Ја мислим да нема. Канализација има. Ја мислим да нема надежди овај пут да се направи овдека. Нема што. Канализација обаче не се вижда. Имаш ли канализација Има в кашти? канализација, неа доле канализација, еве овде канализација. И тоа само ќе кажем, па имам работа да идем да си работим. Добре. Од таа денација ли е што е пуштија материјал, е него фабриката, он го не дава, е не крово ми тече у кашти водата. Он ми не дава црепо, што е одреден таму. Па ја идо, тражат онова кој се викаше за кшта дали е преко мене. Јас се толку ја разбирам, ја му однесо дека си е кштата преко мене. И он ми го пак не даде. Да. Он ми го пак не дава. Де тоа е? Од мене. Тоа е да друг да дое на дело, да се види овде и ако може да се некако направи да буде поубав живот и поубав начин. А какво предлагате? Кој е најнапред да се направи во вашата махала? Штото тука като че ли сте в някое африканско пусто място? Така е. Ја мислим прво путо да се направи, па после ако може некако да се помогне народу за добри условија и за добар живот. А за работа? И за работа. Значи да ни дадат да работиме по фирми, а не да сме уличарки овде. Има ли постојано заети од вашата махала во фирми? Аз сега почна да работим у Кобос. Аз сега у Кобос работя и значи ега се това успее там да си работам. А они са си половината за njega, од половината повише е за други човеци, значи. Мерси. Народ и за добар успех на неја. Благодаря. Не, погледнете мојата кшта каква е. Кров немам, пада ми кштата. Аз сам уз преседнико. Он е обещал да ни докара, рече од тебе до горе, мене ми пада кштата. 3 пути сам оперисан од тубор у виду карциом, ја имам се толкови спискове. Не сум способна дрва да си донесем, не сум способна струја плаштам 1500 динара свак месец на мој брат. Абре, оđu ti se, molim te. Pa ne može. Да? Ја си кажувам за преседник. Čekaj, иска да каже. Он си е наш човек овдека и он е обещал че ми помогне. И очу малку да ми придадат по 9000 зима. Малку са ми тия пари. Струја плащам, лековете скупи, по 4-5 000 дадем за лекове. Просипна да јадем леп. Ако очат да ми повишат социјалните. А къщата кога ще ви бъде поправена? Он ми рече за сега че ми ја направи за упролет. А колко време живеете в тази рухнала къща? Дълго ли време? 6 години сам без къща. Тече ми од секаде, падала ми е и све това. Добро казала си. Едино може да послушаш тие кои са против владете. А ја не сум ни против Невена, ни против владете. Искам го правди. А ти слободно можеш да си питуваш кои са тие уз тебе. Ајде, кажи. Што да ви кажем, видите и сами, виж какво е, 15 година власт, долина пут немаме, къщи виж какви овова, ромските пари скрадна, на овдека на ромите на ниедногова се не помага, ништа се не дава, пут немаме,
ништа немаме, поплави дојдова, они излагани че ни направат ништа. Тие што думат против овова, тие имат си корист некакав сигурно од владетета, са теков. Така, немаме ништа нигде, болни са цигањете половин, овдека са болни. Нити има за циганин некакво право, нити има право за социјално, од Сурдулица на тамо зимат свите социјално, а ние не зимаме. А зашто? Кои сме ние? Тражиме си нашата права, си искаме. Ти работеше някъде или не? Работеше 8 години, работеше прво за 10.000, па за 12. На црно, без радни стаж, без ништа. Работиме, после притисак имаше, зашто сам била, променила сам странката. Тоа си е моje лично право, не може ми никој каже ја ус кого да сум. Немам никаква помош од овие сегашните на власт, ништо не са ми помогнале, ја могу имам си право ус кого очу да сам си. Притисак имаше јак притисак, сами видите и овдека, ја напушти таа работа и до да се саработим у Кобос се запослиме и работиме таму. Како да, не знам што да ви кажам, вие сами видите. Сами видите како живееме. Тај Кобос, он дојди ни матретира тамо, вика индици. Онија вика индици, одеку меа да седат на тие машини. Кој ви мантретира? Владе, зашто ни не пушти да работиме на мира, зашто ни он не даде негде да работиме, него ни вика да идеме у ѓубрето, у буњиштето да метеме и да работиме. Ништа не дава ни, на никого ништа не помага. Тие знаеш и зашто се бунат, зашто им помага и мора да се за него борат. За къщи, помагам ни на едни, давам ни материјал, вода века де това е он ставил за 15 години веја водата. Друго, немаме ништа. Ја пумпа не могу да браним, зашто? Ја немам корист од таа пумпа, има си надлежни органи, нека си решават на пумпата, зашто збира тука и ги прави неписмени, ни вика индици. Обичам ви индици, ни вика на телевизија, Босилиград това го слуша. Вие сте по происход Роми и никој няма право. А они ни вика он, како преседник, личили му да ни вика индици. Индици. Па и тебе се рагине вена. Еди 2 месеца дојде и ми даде јаје, не оноа каштео намо живее. Рече имаш материјал, зашто ми го не даде? За кое? Него го наредило лукара ти дава на кого и треба и не треба. А на нас ни не дава. Краднени нема. Све живо, искраднани парите ромски од Европска унија што ни требаше да даде. Ние си искаме нашите права, не искаме он да ни дава из неговиот джеп, он е тамо на власт и тражиме си нашите права. Не искаме ние да ни дава он из неговиот джеп. Стане он на власт, он ни треба помага. Ако не е способен, нека напушти власта. Има други кои са способни да одржават овај народ. Срамота и брука. Вене, имам право ја да изјавим. Ти веќе ми изјавила. Не некој да оваа долина као однесе, да попуни, да докара камиони, да пушти камиони да докара. Нема ништа, некој нема ништа да дојде осим владе преседнико. Кој ни гледа друг осим владе преседнико? Никој не дојде. Бура као однесе долината, он туа дојде со чижми и со сововете, обичан како обичан граđанин дојде да види дали сме живи или ово не сме. Владе, никој друг не е дошол да... Ето тази млада ромкиња, по нејни знајни причини, убеждава, че тук се живее много добре, че всичко е наред, че всичко имат. Според неја долината којато минава през махалата е канализација. Но както и да е, тя не позволяваше други да говорят пред камерата, поради което няколко пъти прекъсвахме снимането. И въпреки всичко, отново я допуснахме да говори и все едни и същи хвалби повтаряше. Според вас как се живее тук в тази вашия махалаја? И колко жители има? Има околу 200 човека, може да се се децата, натамо навамо. Така е, кој како се снаоди, немаме државна работа, прво сме неписмени за државна работа да работиме, никој ли не може да запосли без училиште, така ли? Децата отиват ли на училиште, тези малки? Можат идат, кои не може, не идат, така е.
али горе-долу се му присмениме до 4 разреда, па после кој на каде. Како што си е. Сами сме си криви за тоа, ете. А кој е најголемиот проблем тука? Проблемот е што нема запосление, малеца град, не може да се одиме, со дрвна маса повеќе се работи. Тука ник се не живее, многу сиромашни и многу бедно се живее. Има народ кои гладуват, кои немат хлеб да јадат. Има кои немат къщи, живеат на водка, къщите им течат едно друго. Еве мојата къща е таму, тече и едно друго. Никој не помага. А имате ли обештанија за подобар живот, да се нешто стори тука во вашата Махала? Секој обеча и ништа никој не дава. Дојдат обечат, ова ќе биде, ова ќе биде, на кај нема никого да дојде. Ни владе, ни никој. Ти работиш ли някъде? Па сега у фабриката доле ме примија, па не знам кога ќе биде. Това ли е къщата, в която живеете? Да, това е. Колко души сте? 7 души сме. И каква е обстановката? Можете да улезнете слободно да видите какво е, све пада, све се руши. Децата ми спият, на глава им тече да слободно, дрјаво е, мрјаво е, немаме никакви условија да живееме. Можете слободно да улезнете. Какво живееме? Шушве конече да изсвалят, камион нема да. Срамотилат и бруќи. Има социјално. Како нема часа угрожени, па нема каде, ово е невидено, ово е чудо нешто. Зимус ќе однесе долината. Јас изнервира сликака чи на Фейсбук, он дотрча. Оти она кане дотрчи. Него виде сликите на Фейсбук и тегај дотрча, и што дотрча гробници сами видите. Децата на училиште не може да. Ујутро ги суви испратиме каде дојдат све од кал. Срамотилаци. Турската донација што даде парите за правија и заебаа. Ништо не се направи. Ништо. Ништо не се направи. Вода му тражиме да ни даде. Побите тука чешмата, за тоа се толку издизат. Побили една чешма тука, она е народ нека умира. Молиме мне ми се заканти. Вика, ја он дека живеем у една кашта. Не, един члан, ние сме 10 у една кашта, горе Люса живее. Абе, викам на Шојча, дајте ни канта да изфрљаме шушљак, нема каде. Што че ви вика на вас? Каре го доле по дорасите, каде ја? И немам ли друга работа него шушљак да карам ја по дорасите, че? На нас ни не дадоа, ни канта, ни ништа. Никакво ништа, могуćност, условија нема овај народ да живеат овде. Катастрофа е и не знам како више да го продумам и да го кажам. Не за 12.000 он да не јебава. 12.000 не дава на цигани. Работа нека ни дадат, ние ќе работиме и ќе правиме, нема да тражиме од никого ништо. Само работа, друго ништо. И така приклучихме тази репортажна разходка в гетоизираната Махала Лалош с основна поръка, който и да е в локалната власт, трябва да предприеме спешни мерки до хората да се изличат от беднотията и до сегашното им безпомощие.